Ученици од Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов во класата на професор магистер Марија Максимова синоќа во уметничката галерија Безистен имаа завршен концерт на пијано. Малите пијанисти повеќе од професионално се представија со делата на познати уметници на класичната музика. Додека тие виртуозно ги свиреа нотите на црно-белите типки на пијаното, нивната менторка магистер Максимова со поголема трема од нив ги посматраше и им даваше поддршка. Во рамките на Штипско културно лето синоќа во Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев, портпаролот на градоначалникот на општина Штип Драган Ристов се представи во поинакво светло. Имено со изложбата насловена како Црно и бело во сиво, Ристов пред присутните ги покажа своите дела, цртежи изработени со молив. Неговите цртежи се претежно портрети и женски актови, на кои дословно се нацртани сите делови од телото, лицето, секоја пора, претежно на портретите на стари лица. Токму затоа избрав да цртаме стари луѓе или старици и старци, затоа што тука е предизвикот, дивните пори се длабоки, многу е тешко да се долови тој ефект, да има секоја пора, секое влакно, и од тој аспект ги избрав токму тие лица. И исто така предизвик е да се нацрта и бебешко лице, бидејќи пак е нежно од спротивната страна и секогаш буди емоции. Некаде помеѓу се женските актови кои што верувам дека ќе остават трага како некои што ќе бидат вечер овде. Инспирацијата за женските актови најчесто ја добивал од интернет. Ќе најдам некоја одлична уметничка фотографија на интернет и тamo ме предизвикува да ја нацртам. Реков мора да има некоја уметничка форма, да нема премногу откриено, но сепак повторно да асоцира на нешто, а од друга страна да самата форма да биде таква да полекува да покажува дека не станува збор за нешто вулгарно и необично. Градоначалникот примариус магистар Илчо Захариев беше најизненаден од талентот за цртање на Драган Ристов. Пријатно сум и позитивно изненаден од неговиот талент, но пред со тоа како ги слика неговите слики и навистина ова што е направено како да се работи за некој академски сликар. И мислам дека од денеска за мене Драган и за неговите слики се отвора нова димензија и мислење за Драган затоа што навистина направил нешто многу убаво. Како ги слика луѓето во стари години, актовите како се насликани. Еве, со бебето тамо на слика е прекрасна, значи, стена се за ова треба многу работа, многу трпение и на крајот финалниот резултат е навистина позитивен и добар. На изложбата се наоѓаат 20 од многуте цртежи кои ги има направено Драган Ристов, оние кои тој мислел дека заслужуваат внимание и треба да бидат видени. Она што љубителите на културните активности може да го видат вечерва во рамките на Штипско културно лето се два настана, и тоа детската представа и девојчињата играат фудбал, подготвена од страна на ученици и професори од Општинското основно училиште Славејко Арсов и изложбата на акварели на Иван Сулев, насловена како Брегалнички бисери. И двата настани се со почеток во 20 часот. Представата во Дом на млади, а изложбата во уметничката галерија Безистен. Вечерва со почеток во 22 часот во Дом на млади, сите заинтересирани ќе може да ги слушнат песните од најновиот албум на Васко Серафимов. Ќе ни гостува познатиот македонски музичар Васко Серафимов, кој ќе го презентира својот последен албум Metal Jacket, кој е издаден во 2014 година, меѓутоа ќе може да проследиме и некои од неговите претходни албуми, со што ја покануваме штипската публика, она која е љубител на ваков тип на музиката на Васко Серафимов, да повели во Домот на младите на сцената надвор и да го проследи овој убав настан. Освен песните од новиот албум, Серафимов ќе ги презентира и неговите постари песни од албумите Brainstorming, издаден во 1998 година, Here, издаден во 2005 и Welcome, издаден 3 години подоцна во 2008. Metal Jacket го издава во текот на минатата година. Во текот на неговата долгогодишна кариера, Серафимов има соработувано со доста познати музички имиња од бивши југословенските простори, и тоа Момчило Бајагич Бајага, Беби Дол, Рамбо Амадеус, Слободан Коњовиќ, Зоран Предин, Срѓан Гојковиќ Гиле и од македонската музичка сцена Владко Стефановски, Ферус Мустафов и неговиот брат Венко Серафимов.